ова издание. Пресек на 2019 година, година во која Северна Македонија повторно не доби датум за старт на преговори со Европската Унија, но затоа пак речиси го формализираше членството во НАТО. Кои се очекувањата на шефот на дипломатијата за датум за преговори во следната година? Вооружен напад во црква во Тексас. Верниците го застрелаа напаѓачот. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Паравојската поддржана од Иран денес се закани со одмазда по воздушните напади на САД против нејзини позиции во Ирак и Сирија, при што загинаа најмалку 25 лица. Предупредувањето доаѓа откако иранскиот министер за надворешни работи ги осуди нападите на САД како кршење на ирачкиот суверенитет и рече дека представуваат акт на тероризам. Американскиот министер за одбрана Марк Еспер ги потврди воздушните напади и рече дека американски борбени авиони нападнале 3 цели на Хезболах во западен Ирак и 2 други во источна Сирија, односно магазин за оружје и објекти за командување и контрола. Две лица загинаа, а трето е критично повредено откако вооружено лице отвори оган вчера за време на богослужба во црква во близина на Форт Ворт во Тексас. Началникот на полицијата изјави дека верници на Христовата црква го застрелале вооружениот напаѓач, откако тој успеа да застрела еден вработен во парохијата и да рани уште едно лице. На што ќе биде ставен фокусот во 2020 година и какви се очекувањата на министерот за надворешни работи Никола Димитров во однос на почетокот за преговори со Европската Унија? Од извештајот на Владимир Мирчевски. Финиширање на процесот на зачленување во НАТО и Европската Унија конечно да даде зелено светло за почеток на преговори за членство. Тоа се двата приоритета во надворешната политика за 2020 година. Ако станувањето 30-та членка на Алијансата е известно, се чека само ратификација на пристапниот протокол во Шпанија, тогаш делот во интеграцијата е покомплициран. Во јуни земјите членки решија дека за Северна Македонија одлука ќе има во октомври. Октомври дојде, но не и одлуката пред се поради барањето на Франција прво да има реформа во така наречената методологија на пристапување, па потоа да се додели датум. Конкретно јануари се очекува Европската комисија да изготви таа методологија, а конкретно февруари да излезе со кус извештај за напредокот на земјава. Но има и други елементи што Македонија треба да ги заврши за да ги убеди скептичните членки, Франција и Холандија, да гласаат за почеток на преговори. Во следниве неколку месеци фокусот на ова министерство ќе биде ЕУ. Ќе продолжиме да правиме да е што потешко да нема одлука и да не се каже не. Ќе ни помогне многу доколку политичките сили што имаат пратеници во собранието најдат сили и визија во интерес на државата е, во интерес на народот е, да се донесе законот за јавно обвинителство, што ќе го зајакне што ќе зајакне многу нашата кандидатура. Важно ќе биде да има и чекори на имплементација, да продолжат да се работи на актуелните судски процеси. Прашање дали овој парламентарен состав, имајќи ги предвид разликите, ќе успее да се усогласи законот за јавно обвинителство да го усвои пред распуштање на парламентот поради априлските предвремени избори. Унијата исто така ќе го мониторира изборниот процес за кој, како што се очекува секоја земја кандидатка, треба да се спроведе во демократски услови. За ова прашање денеска разговарале шефот на државата и собранискиот спикер. Пендаровски и Џафери се согласиле дека потврда за демократскиот капацитет на земјата треба да биде спроведување на предвремени парламентарни избори во фер и демократска атмосфера. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. 2019 година не и донесе датум за старт на преговори со Европската Унија на Северна Македонија, но донесе голем прогрес во однос на членството во НАТО. Огнен Чанчаревиќ со ретроспектива на годината. 12 месеци исполнети со подеми и падови, успеси во меѓународната политика, но и големи разочарувања, крупни скандали, неостварени најави за метли, политички превирања, битки меѓу власта и опозицијата и застој во реформскиот процес, особено во клучниот дел, правосудството. Ова е пресекот на 2019 година, година во која Македонија повторно не доби датум за старт на преговори со Европската Унија, но затоа пак речиси го формализираше членството во НАТО. Македонија доби нов претседател, но остана без специјалното јавно обвинителство.
Годината почна со гласањето на уставните измени и промена на официјалното име на државата во Република Северна Македонија. По серија исцрпувачки преговори, владеачкото мнозинство успеа да ги обезбеди неопходните 80 гласа во собранието. Опозицијската ВМРО-ДПМН го бойкотираше гласањето. Преспанскиот договор на 25 јануари беше ратификуван во грчкиот парламент, со што немаше повеќе пречки во евроинтегративните процеси на државата. Но сепак не течеше се така подмачкано. На огромно разочарување на домашната и европската јавност, на самитот на ЕУ во октомври Македонија не доби датум за старт на преговори. Реакции имаше многу, но не вродија со плод. Затоа сега пак веќе е прашање на денови кога и официјално Македонија ќе стане членка на НАТО. На почетокот на февруари, амбасадорите на сите 29 држави членки на НАТО во седиштето на Алијансата го потпишаа протоколот за пристапување на Македонија како 30-та држава членка на Сојузот. Сега се чека уште на ратификација од шпанскиот парламент, каде што кочница се внатрешно политичките случувања. Неуспехот во Брисел беше клучно премиерот Заев да се премисли и да се согласи на предвремени парламентарни избори кои се закажани за 12 април. На самиот почеток на новата 2020 година Македонија и граѓаните ќе добијат нова техничка влада, по пример на она од 2016-та, која овој пат ќе ја води Оливер Спасовски. Катица Јанева секако едно од најспоменуваните имиња во 2019 година и е слика на поразот во реформите во правосудството и владењето на правото. Од шеф на СЈО заврши во притвор поради вмешаност во скандалот Рекет. Судскиот процес за случајот Рекет е во тек. СЈО, символот за правда, барем за дел од граѓаните, веќе не постои. Остана само зградата во која се чуваат доказите и документите каде што секој момент може да биде исклучена струјата. Предметите ги превзеде Републичкото јавно обвинителство што ги забави судските процеси кои и онака се завлекуваа, а дел и застареа. Законот за јавно обвинителство со кое треба да се реши статусот на СЈО со месеци е заглавен во рововска битка меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Поред предлогот на владата, СЈО требаше да биде автономен дел во обвинителството за гонење на организиран криминал кој го води Вилма Русковска. Шестите председателски избори го донесоа петиот председател на државата, Стево Пендаровски. Тесно во првиот круг со само 3500 гласа разлика ја победи професорката Гордана Силјановска, но во вториот круг успеа да побегне за речиси 60.000 гласа. Изборите беа мирни и во фер атмосфера, но со убедливо најмал одзив на граѓаните во историјата на самостојна Македонија. Две пресуди одбележаа 2019 година. Првата за упадот и насилствата во собранието од 27 април, за која 16 обвинети беа осудени на затворски казни од 7 до 18 години, а еден, оперскиот пејач Игор Дурловски, беше ослободен. Втората пресуда беше за случајот Титаник 2 на СЈО, која се однесуваше на нарачани одлуки на Државната изборна комисија околу приговори на тогашната опозиција за локалните избори во 2013 година. Сашо Мијалков и Мендух Тачи добија по 3 години затвор, но пред 10 дена апелација ја укина пресудата поради повреди во постапката. Секако посетата на папата Франциск е онаа која ја одбележи годинава. На 7 мај тој слета во Скопје и одржа миса на плоштадот во центарот на градот пред повеќе десетици илјади верници. Испрати пораки за мир, благосостојба и разбирање. Се сретна со државниот врв и ја зацврсти позицијата на Македонија на светската политичка мапа. Да не биде се така црно, се погрижија и ракометарите на Вардар, кои иако беа аутсайдери, повторно застанаа на тронот на ракометна Европа. Двете дваесетки на земјава и носат нови предизвици. Додека политичарите ќе се подготвуваат за избори, граѓаните ќе чекаат остварување на дел од клучните реформи и исходот од најавите на Брисел, дека напролет ќе биде донесена долго очекуваната одлука – старт на преговори со Унијата. Од Скопје, за Гласот на Америка на македонски јазик, Огнен Чанчаревиќ. Така беше во 2019, а вие го гледавте News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова, студиото во Вашингтон. Гледајте не утре во истото време.